Универзалната спортска сала во Прилеп за релативно кратко време ќе добие нов подолгорочен концесионер, со што оваа убавица повторно ќе блесне во познатиот сјај. Преговорите со компанијата Конфи Ангел веќе се во тек, а првичните проценки се дека реконструктивната инвестиција ќе чини околу половина милион евра, откри денеска во Прилеп министерот за спорт Борко Ристовски. За да прескокнеме некои чекори во административни, да јас ја побарам спортската сала која што е сега под ПУИК, да ја побарам да дојде кај мене, па повторно да ја давам на користење на компанијата која што е заинтересирана, Конфи Ангел се вика, мислам. Ние направивме едно решение со кој што ги скратиме постапките, тоа е обавив разговор со директорот на ПУИК, на кој што му се кажани насоките од Министерството и од владата што треба да направи, и ги споивме, и тие мислам дека веќе имаат два состаноци на кои што сега веќе меѓу нив ги договараат работите, тоа е да компанијата Конфи Ангел заради користење на подолг период ја реконструира целата спортска сала и потоа да им биде дадена на користење. Напоредно со овие активности интензивно се работи и на средувањето на состојбите со спортската сала Македонија, која со години, освен што зја е празна, таа е и мета на немилосрдниот удар на времето, но и на вандалите. Оној момент кога ќе обезбедиме буџет, мислам дека до крајот на годината, ќе обезбедиме буџет, ќе го раскинеме договорот, ќе реконструираме и повторно ќе биде вратена на општина Прилеп на користење. Според Ристовски, Министерството и владата работат и на трет голем спортски објект во Прилеп, а тоа е спортскиот комплекс Маркови кули, за кого на доскорешниот концесионер веќе од поодамна му бил истечен договорот. Па сега Министерството ќе го земе под свое стопанисување и ќе бара начин преку јавно-приватно партнерство да го даде на инвеститор. Инаку денеска министерот Ристовски присуствуваше на пуштањето во употреба на реконструираното спортско игралиште во Прилепската гимназија Мирче Ацев, а финансирано со 3 милиони денари од Министерството за спорт.